Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Аргумент Плюс. Како што најавивме во дневникот, наш гостин денеска е господинот Љубомир Михајловски, председател на Адвокатската комора. Практично правиме еден тајм-аут од активностите настаните поврзани со локалните избори, но за тема што исто така битна. Господине Михајловски, добро вечер и благодарам што се озвавте позитивно на поканата. Добро вечер до вашите гледачи и до вас. Благодарам на поканата. Така, зборуваме за еден процес, практично ќе почнем со почетокот на оваа недела. Вие примивте еден катил ферман, условно да се изразам, од јавниот обвинител Коцевски со барање и во него пишува дека најостро реагира. Целта е тоа со овој допис до Адвокатската комора за начинот на кој дел од адвокатите јавно го коментираат поднесеното обвинение за случајот Пулс во Кочани и дека изнесувале неосновани очекувања во однос на траењето на судските постапки. Дали вие како Адвокатска комора разговаравте на ова писмо, го примивте, рековте, во понеделникот на 13-ти, дали зборувавте и дали откривте, детектиравте такво однесување на дел од адвокатите, за какво однесување се посочува во ова писмо од јавниот обвинител Коцевски? Па јас и комората нормално прв пат дознавме дека има вакво писмо, бидејќи истото беше објавено на медиумите. Така, во петокот медиумите го добиале заради јавноста. Прв пат дознаме од новинарите кога покажа интерес што се случува, мислам, дали сме го добиле тоа писмо и кој е нашиот одговор на тоа писмо. Всушност, ние писмото го добивме дури во понеделникот, во утринските часови, мислам, не предпладне, и на 13-ти одговоривме веднаш на 13-ти. И јас лично го читав нормално со комората и бев зачуден затоа што со содржината од дописот што е од јавниот обвинител не бе изнесени некои факти и аргументи кои што ќе ги докажат наводите во дописот, во писмото. Јас ќе ви кажам на кратко, повеќе ми е за јавноста за да знае дека во кривичната постапка што се води за овој предмет настанот во Кочани, прво следеше претходна постапка, па истражна постапка и во текот на таа постапка со ништо и во ниту еден момент било кој адвокат се замешал во таа постапка. Кога кажам замешал, зборувам да изнесе дезинформации во јавноста, да изнесе шпекулации и така натаму, со што би наштетил на истрагата и на предистражната постапка. Ова дотолку повеќе што во тие фази постапката е тајна, мислам се прибираат докази и така натаму. За разлика од тоа, еве ако е нешто чудно, јавниот обвинител овде во ова студио зборуваше и кажуваше за тоа кои лица се пријавени, за кои дела, колку лица е она, а предметот уште беше во фаза на истрага. Сега, откако обвинението е дадено на адвокатите, објавено е во јавност, адвокатите дадоа своји забелешки, приговор на обвиненијата и така натаму, тие обвиненија се јавни. Тие документи што се дадени како доказ се јавни и целата постапка станува транспарентна и јавна. И јас не гледам зашто е наведено тоа во дописот од јавниот обвинител, дека адвокатите зборувале или наведувале работи кои што сега да не го цитирам дописот, така, да. Некои што не би требало. Изнесуваат вели неосновани очекувања во однос на траењето на судската постапка, без воопшто да се запознаени со содржината на обвинението, па вели дека ова е спротивно на членот 13 од Кодексот за професионална етика на адвокатите.
Да не го читаме цело писмо, да не го така. читаме, еве, јас вака ќе ви кажам. Дека одредени адвокати го злоупотребувале професионалното својство, се представувале и ја коментирале постапката и обвинението како непристрасни правни експерти, без притоа да појаснат дека всушност се бранители на обвинетите. Можеби тука е проблемот за обвинителот Коцевски, дека дел од адвокатите што излегуваат во јавност и во дел од нашите емисии се разбира, се адвокати ангажирани од делот Видите, да ви обвинетите. кажам, актите на комората, кодексот, законите на Република Македонија, меѓународните конвенции што сме ги подпишале како држава, крајно и имаме конвенција за заштита на адвокатите, подпишани исто така од Македонија, гарантираат тоа дека адвокатите ќе имаат слобода на говор и право на говор, посебно ако предметите се од јавен интерес за граѓаните. Ние овој процес, овој предмет како комора го следиме будно. Тој го напишав ја во одговорот, затоа што едно е што тој предмет е можеби историски за македонското правосудство, друго за да ги цениме однесувањата и потезите на адвокатите заради нивна критика од страна на адвокатската комора или заради заштита ако бидат нападнати со цел да се замолчат истите. Значи, ние немаме намера, односно цел да ги штитиме адвокативе ако грешат, ниту пак ќе дозволиме да сите институции, било која институција, сакам да кажам, да направи напад на адвокатите за нивно замолчување. Дали овој допис од јавниот обвинител го сметате за нешто такво, за напад врз адвокатите? Точно е првиот впечаток и последниот впечаток што сме го имале, ние дописот го анализиравме, токму е ова вие што го кажувате, дека нашиот впечаток е дека е класично заплашување на адвокатите, што е недозволиво не само според нашиве закони, туку и според сите европски закони и принципи, конвенции што ги имаме и како држава подпиша. Она што зачудува е што со овој допис всушност се предизвикува, односно обвинителството се меша во работењето на адвокатите. Ние треба да свати државава дека адвокатите и обвинителството се странки во постапката. Значи, обвинителството не е ниту над судот, ниту над адвокатите, туку тие се странка во постапка. Тука се спомнува во дописот и дека судот го измешал обвинителов и судот за судот зборува, се нарушувал угледот на судот. Така беше, да? Така, да. Па, ја му одговорив дека од судот ние немаме реакција. Сега па, зошто се мешат во судот? Така. И тоа не можам да го разберам. Меѓутоа, да го заборавиме ова што вечерва го дискутираме, да го заборавиме како нешто лошо што поминало. Она што сакам јас да го потенцирам е што кажуваат адвокатите, еви кој каписла за пуштање на вакво писмо, дека ќе трае долго ова судење. Пазите, сите експерти во држава правни, не само адвокатите, сите стручни лица или сите што се занимаваат со следење на предмети во кривична постапка, крајно и адвокатите, кажуваат дека оваа постапка, овој предмет ќе се суди долго. Јас го делам истото мислење и вечерва го тврдам истото што го кажуваат сите до сега. За да биде појасно, ќе зборувам за да ме разберат
луѓето, граѓани. Така, господин Михайловски, извинете за моја мала интервенција, меѓутоа пак е во контекст на тоа, бидејќи да не ги заборавиме и родителите, односно семејствата на жртвите, и тие излегоа со реакција, бидејќи се чувствуваат како дополнително виктимизирани нивните деца жртви, меѓутоа и тие како семејства сега во очи нели на почетокот на судскиот процес, односно постапка. Да, ве разбирам. Вака, видите да ви кажам, во постапката има голем број обвинети, 37. 34 обвинети и 3 правни лица. Значи Јас 37. не сум вклучен во предметот, така да за бројките колку се точно Така, обвинети. 37, 3 правни лица и 34 Да, лица и 3 правни 30, субјекти, така. Добро. Пазите, имаме над 60 погинати лица и околу 200 повредени. Што значи дека ако се 37 обвинети, а се со обвинението, ќе имате најмалку 37 адвокати. Некој ќе има по 2 или, ме ве кажуваме најмалку 37. Имаме 60 починати, повеќе од 60, 63 63 починати и над 200 луѓе повредени. Тие исто така ќе имаат адвокати, кои што се водат како нивни полномошници во текот на кривичната постапка. Ова го кажам некако просто за да ме разберат луѓето. Значи ќе имаме толкав број учесници во постапкава, што сите треба да го кажат своето мислење, сите треба да се изјаснат пред судот, секој за својот дел од работата. Така да, од пракса во досегашните предмети што сме ги имале, од пракса ви кажувам, јас сум учествувал во големи одбрани кај што имало повеќе, тие процеси се долги. Не од што е неефикасен судот, или што обвинител ќе биде отсатен или адвокат, бидејќи долги се затоа што самата кривична постапка така е регулирана да даде, нели, да може секој да се произнесе, да се брани, да дава изјави, своји докази. Јас денеска слушнав дека на 19 ќе почне судењето, ние на 19 ноември, извинете, и потоа има уште 6 рочишта закажани, така, до декември, заклучно 11 декември. Јас сметам дека судот вложил огромни напори, треба и да се честита на судот да организира вакво судење во волку краток рок. Имаме ли ние капацитет, господин Михайловски, за вакво судење? Од логистички аспект ве зборуваме, не навлегувам за... Тука сега ќе мора сите да помогнат логистички за да технички се покрие судење. Судот има квалитетни судии, мислам, квалитетни што ќе можат да го спроведат судењето во една законита постапка. Еве дали и динамика брза. Значи судот кадровски е спремен, техника ако и просторно, ако му возможно. Судницата во Идризово сега, барем таа е посочена. Таа е нова, голема. Да. Судот сигурно има проценка како ќе иде. Сметам дека улогата на адвокатите и на обвинителството, еве и за нив да кажам, е таа, ние треба да помогнеме на судот да ја истера постапкава на еден законит начин, без да ствараме тензии таму, без да создаваме клима на нервози, на навреди и така натаму. Ова дотолку повеќе што и според законите сме обврзани. Според законите сме обврзани да ги почитуваме, постапките, наредбите од судот и така натаму. Но овде сакам да укажам дека ова што го кажувам, адвокатите нема да дозволат
тоа бидете сигурни, јас сме разговарале со нив, да дозволат да, кршејќи ги прописите, се нанесе штета на обвинетите или на оштетените. Значи, кршејќи ги прописите да нанесат штета и на оштетените фамилии што се во Кочани, роднини, пријатели, ниту пак овие што се повредени. И сакам да кажам, адвокатите се тие кои што треба да гарантираат на обвинетите и на оштетените дека ќе имаат фер постапка. Така. Господин Михајловски, дали ви попречи лично што господинот Коцевски, на кој што сте упатени нели за соработка и надвор од овој случај, што не ве повика на едно кафе, па да ви го укаже ова усно можеби, туку што мораше на еден ваков начин. И рековте за ова заплашување. Зошто сега во очи на почетокот на судската постапка за случајот Кочани се упатуваат вакви пораки? Зошто има обвинителството потреба да заплаши дел од адвокатите вклучени во процесот? Па јас тоа би морале да го прашате би обвинител зошто има потреба. Ја ви кажам дека ние како адвокати не се плашиме од тоа, бидејќи до сега не сме имале никакви обструкции од државата во текот на нашето работи. Така да и сега не се плашиме од тоа. Зошто не, например, ја имам релации, контакти со обвинителот, нормално, за службени збор. Не. И ја кога ми го кажа ова на 10 дека е пуштено писмо по медиуми, без да се видиме или да, без разлика ако решил обвинителот нека пушти допис, јас се зачудив, сметајки дека коректно е барем да се слушнеме ако ништо друго, да ми каже дека имам проблеми вака, така мислам не. Да ги споделиме мислења. Меѓутоа така решил. Сега тоа е тоа, негов потез е, ние сме одговориле на. Затоа кажав и не можеби е доста со таа тема за ќе видиме како ќе се однесуваме и ние и они во текот на судењето. Она што друго би требало да се има во предвид. Давам некоја слика како ќе се одвива понатамошниот период, а тоа е следно. Видете се, настанот е во мало место, тоа знаеме сите, и жртвите и обвинетите се познаваат меѓу себе. Мислам, не сите обвинети со жртвите, меѓутоа оштетените, жртвите, живеењето, средбите, се познаваат луѓето меѓу себе. Така да, мислам и од тој поглед, од таа ситуација, ќе имаме многу чувствително судење. И разбирате, друго е кога жртвата не го знае сторителот. Ќе имаме и тука сензитивност, на страна што многу емоции ќе има во судницата. Некако недоверба владе, како да кажеме, ви меѓу странките, нели, семејствата на жртвите, на повредените, рековте дека и тие се дел од целата постапка, сигурно ќе се пријават, нели, за во како странка во случајот. Рековте на почетокот дека очекувате ова да биде долго и кога се би се одбивало, нели, според, како да кажем, by the book што велат, нели, според книга, според начела, дека ова ќе биде долго и поради габаритноста на процесот и поради големиот број вклучени и адвокати, и тоа ме интересира дали, бидејќи овие обвинети се подведено и натовар им се става едно исто дело, тоа е тешки дела против општата сигурност и едно лице има за подмитување, за издавање, нели, на лиценци, дека дискотеката била во ред за вршење таква дејност. Дали сметате тоа што се подведени под едно обвинение обвинетите дека би било условно речено олеснителна околност во процесот за побрзо движење на целата постапка или не? Па сега зборам лично јас. Обвинителството, искуството ваше, да, обвинителството смета дека треба да ги изведе пред судот сите обвинети заедно.
Тоа е одлука на обвинителството. Тука што год да кажам, само ќе се вмешам во работата на обвинителството, тоа не би сакал. Така да, ако биле во поодделни постапки, би било побрзо. Мислам, тоа не мора некој голем адвокат да си да го кажеш, тоа и секој професор да го прашате, ќе ви го кривичар, ќе ви го каже. Зошто се одлучило обвинителството да дигне обвинение и да ги сите да ги процесуира? Не знам, тоа е тактика на обвинителството. Тука имаше во текстот од писмото од обвинителот дека адвокатите не дале докази во постапката и само тоа нешто го потврдувало Така уочили дека нема интерес, нели, за вклучување, нели, во доказниот дел. Да, и дека тоа потврдувало дека обвинението било јако, мислам докажливо. Адвокатите и законот е таков, може своите, пази, тоа е напишано пред да е закажано Точно. Рочиште на главен претрес. Адвокатите имаат право да ги дадат своите докази како одбрана до почетокот на... Значи, и во тој дел дописот е избрзан. Мислам, не аргументира. Ова сакам да кажам затоа што со тоа, ја не знам, се спречуваат адвокати, не се спречуваат адвокати, веќе дадат докази. Сакам да истакнам дека ако имаме над 1000 докази од обвинителство, замислите сега што ќе биде кога секој адвокат за обвинетите ќе даде своји докази, колкав доказен материјал, и секој од оштетените ќе даде документи лекарски за... Ставите на тоа во текот на судење во вештаци, што ќе кажуваат, стручни лица, да не зборам доктори, а уште ако се истакнати имотно-правни побарување во врска со штетите, тоа стварно навистина ќе биде не само судење долго, него ќе биде и рочиштата ќе траат секој поединечно долго. Ова, пак повторам го кажам, за да фамилиите, родителите, блиските на починатите посебно, не наоѓаат вина кај адвокатите. Така се свати дека адвокатите сакале да го одолжат судење. Значи, тоа нема врска никаква, затоа што адвокатите не се тие кои што ја одредуваат динамиката, едно, не се единствени учесници у постапка и, што е најважно, најголемиот број адвокати настапуваат како полномошници на оштетени, а тие немаат интерес да судењата траат долго, бесконечно или со години. Така да, едно е сигурно дека ќе трае судењето долго по мене, колку ќе трае се тоа... Точно. Да не ли цитираме, нели, и со тајмински колку тоа би било долго. Адвокат Михајловски, предпоставам дека кажавме се за овој случај што мислите да кажете, јас вашето присуство сакам да го искористаме ви за едно-две прашања околу делот на реформи во правосудството. Зборуваме со години наназад, никако да се реформираме и секогаш како бумеранг ни се враќа сето тоа што не се реформираме назад. Од каде да се почне според вас, од каде да се почне, што мислите, што е онај тригер што доведува до една таква слика за правосудството со 2% доверба? Па, јас сум го кажал тоа еднаш, дали е 2, дали е 20, дали е... Не е битно. Процентот не е ни толку битен. Ја не знам ни кој го израчунал тој процент од 2%. Анкета имаше, да. Анкета имало некоја, сега имаме разни анкети. Ако направиме денеска, може да биде 1, утре 20 и така. Не е битно. Важно е дека луѓето немаат доверие во судот. Да. И во, видите да ви кажам, реформите во правосудниот систем се започнати
и владата ги полека ги спроведува. Започнати се поодамна, значи не од оваа влада, само започнати. Ова го кажам затоа што реформите Сите влади се запаќаат со тоа така. Задача е на Министерството за правда ги раководи овие измени. Од институциите што треба да покрај законите што треба да ги менуваме, тоа е друго, од институциите кои што треба да претрпат реформи се јавното обвинителство, судството. Во тој дел околу нивната организацијска менување, организацијско поставување обвинители, не би сакал да зборувам, нивна е таа улога, зборам и за судот и за обвинителството. Она што можам да го кажам дека адвокатската комора стално давала поддршка на сите закони било кои што се од реформскиот процес. Видите како по наши согледувања, значи во држава фали голем број на суди. Зборам еве за судот. И таа неекипираност со судии дава да постапките било кривични, било граѓански се одвиваат бавно или судењата се закажуваат многу долго. Тоа пак и заради голем број на предмети од судииве што судат, нормално ќе се сгреши, ќе нели така се оптеретени се и судииве, не се релаксирани во своето работење. Заради тоа луѓето имаат недоверба. Замислите сега кога за некоја парница не е битно, ќе ви закажат судење во март месец. И сега луѓево почнуваат со приказни, кај нас е и така и малце и ментално. Малку и средината е така, мајнцетот е таков, да. Она што мора да се направи брзо, може да се постигне, е да се финансираат повеќе. Например, во обвинителството ние што го чувствуваме, нема технички кадар, немаат истражни центри доволно и така натаму, јас тоа би требало јавниот обвинител така да го каже, али ние го чувствуваме како адвокати затоа што ни се одолжуваат рочиштата, странките и нас ни се бунат, не само на... Така. Михајловски, еве што мислите за Академијата за суди и јавни обвинители, бидејќи имаше нели предлози во јавноста, зборува дека можеби треба да се укине, тоа е нели искуство земено, пресликано од западноевропските земји, дали кај на средината може да се носи со една таква институција и на тој начин да продуцира нели кадри за ова прашање би е добро. Јас на Комисијата од Европска Унија 2 сата зборувавме за ова. Моето мислење е следно. Значи, неприродно е да имате академија за суди и обвинители. Обвинителите се странка во постапката, судот е суд. Значи, по мене треба да има академија за суди и академија посебна за обвинители. Ако имаме академија за суди и обвинители, што не ги вклучат и адвокативе ко странка во така во правосудниот систем сите сите во академија ќе се едуцираме. Ние за да бидеме независни сами направивме сами центар за едукација на адвокати, сами. Не сакајки да се мешаме со едукација на суди. Затоа што кога ќе ве седнат 3 години во академијава, се создава близина меѓу тие што идат 3 години на обука, таму колку идат во академија. Нормално е, млади луѓе идат на обука. И се создава близина. Едни од нив идат суди, други идат обвинители. И сега вие сакате фер и правично судење, односно таа близина да не се искористи во... Така, додека... другем при некоја постапка, како овде имаше изземање на 8 и повеќе суди, може би 12 суди се иззема. Затоа и кажувам дека треба да се раздели, нормално обвинители веќе си имаат обуки, ќе си имаат и судиеви обуки, ние имаме на страна, се во склад со закони. Тоа по мене е битно и најбрзо што може да се isfinansiraат, кажувам, технички да се опремат обвинителствата, судовите, кадровски,
колку ќе може академијава да произведе, не знам. Мислам, тоа е... Меѓутоа има голем недостаток од судии, да. Господин Михајловски, тука некаде дојде крајот на нашава емисија. Благодарам што поразговаравме за овие теми од јавен интерес, не само за рочиштето во Куманово, меѓутоа и еве овој јавен допис, нели, таа кореспонденција со јавни писма меѓу обвинителството и адвокатската комора. Благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс. Да, благодарам и вас. Почитувани, довидување.